Подпредседателе, почитуван подпредседателе, почитувани представници на власта, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, моето прашање беше поставено во името на тутунопроизводителите до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Одговорот го испратив точно кај нив, па ќе ви го прочитам она што мислите во врска со дадениот одговор. Почитуван министер, ова е вашето писмо со печат и подпис испратено до новоформираните здруженија, од кое се гледа дека за втора класа се предвидени 2 денари, а трета и четврта класа се предвидени 12 денари. Кога видовте дека направивте револт кај тутунарите и видовте дека сте фатени во кажување невистини, бидејќи не знаевте како да ги оправдате тие 1,2 милиони што мислевте да ги скриете, сега во вашиот одговор вие доставувате нови цифри, односно 3 денари за втора класа и 16 за трета и четврта класа и ја израмнувате сумата до 5 милиони. Вие со ова ја поценивте интелигенцијата на тутунарите, а со продолжениот откуп не им помогнавте на тутунарите, туку извршивте грабеж, бидејќи просечната цена за тој откуп е околу 90 денари, а одбитокот 15% како да се откупувало репа, а не тутун. Во врска со вашето тврдење дека цената е 185 денари, ви кажуваме дека и тоа е невистина, затоа што ковид пакетот е 11,36 денари плюс 159 денари просечна постигната цена, тоа е 170 денари. Со ова покажавте дека не само ги лажете тутунарите, туку и ја подценувате нивната интелигенција. Исплатените суми, поделени со откупените килограми, покажуваат дека си играте весела математика. Со еден збор, министер, после сите случувања, направете барем една корисна работа за тутунарите. Поднесете си оставка и спасете ги луѓето од нови неволи. Ви благодарам, не сум задоволна од прашањето и имам дополнително прашање.